Како воздишка по напорниот ден, а и после сите оние политички настани и случувања, следниве 15 на минути, добре дојдовте во новото издание на Сцена. Малку и забава на телевизија Нова. Еве дел од оние информации кои што го обиколија светот изминатите 24 часа, смонтирани во само неколку минути. Балканските звезди освен на своите настапи заработуваат и преку појавување на настани, но и се учества во реално шоу. Шта ти смета? Моја песма. Ма баш ми смета твоја песма, а шо ме за твоју песма? На 17 април започнува хрватското шоу во кое учество ќе земат голем број звезди. Помеѓу нив се шушкаши за Северина, но последно излезе информацијата дека пејачката нема да влезе во куќата како постојан станар, туку како гостин. За своето појавување себе побарала 20.000 евра за влез во куќата. Се уште не е објавено дали продукцијата го возможила овој хонорар или не, но наскоро ќе дознаеме дали себе влегува во куќата, барем на еден ден. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Последните фотографии од Џастин Бибер во ноќен клуб во Хјустон загрижија многумина. Веќе некое време постои нетрпение помеѓу Бибер и пејачот Пост Малон, кој всушност е предгрупа на неговите концерти од актуелната турнеја. Папараците успеа да дојдат до фотки на Пост кој го држи за врат пејачот, а исплашеното лице на Џастин ни кажува дека ситуацијата е сериозна. Нетрпението започнало истиот момент кога Џастин една вечер ја изгасил цигарата од раката на Пост. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. We can never let the word be unspoken. We will never let our loving go come undone. Сергеј Лазарев, представникот за Русија оваа година на Евросонг, се онесвестил за време на настапот во Санкт Петерсбург. Рускиот представник кој според обложувалниците во моментов има најголеми шанси за победа, колабирал во текот на настапот. Публиката и членовите на неговиот бенд стоеле неподвижно на сцената, додека од бекстејџот не дотрчале да му помогнат. Сергеј веќе следниот ден на Инстаграм се обрати до неговите следбеници и им се извини за несаканата случка. Исто така им кажа дека и тоа е изненаден од однесувањето на неговото тело. Инаку се работи за стрес, па неговото тело реши да каже доста. Лазарев во изминатите месеци имаше навистина многу концерти, но за да се заштити тој ги откажа сите концерти кои требал да ги одржи оваа недела. Да, беа тоа дел од интересните информации изминативе 24 часа, кои што сакавме да ги споделиме во неколку минути на самиот старт од шоу-биз вестите денеска во Сцена. Во продолжение, веќе ве информиравме за она што ќе се случува викендов, поточно мотивациониот говор кој што во Скопје ќе го одржи Ник Војчич. Поканети сте сите, а ќе зборуваме и ќе ве запознаеме со иницијаторот токму за доаѓањето на Ник Војчич во Скопје и приказната на Искра Донева. Еве во продолжение. Just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky. Австралијанецот со српско потекло Ник Вујчич гордо се носи со епитетот светски мотиватор и хуманист, заслуга на неговата волја за живот, иако е роден со тетра Амелија синдром, односно без екстремитети. Истиот тој човек доаѓа во Скопје. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. Неговата животна приказна голема мотивација за сите оние кои се наоѓаат во иста или слична позиција на Вујчич. Со неговиот говор успеа да инспирира голем број луѓе низ светот.
Голема заслуга за тоа што Ник доаѓа во Скопје е Искра Донева, по чија иницијатива ќе се одржи овој мотивационен говор. Така, па именно во 2012 година, кога јас и воедно ја формирав својата организација Нова Искра, Сдружение за мотивација, значи дознав за него преку YouTube и воедно дознав дека за прв пат ќе гостува во земјата од каде што потекнува, нели, Србија. И ги направив сите напори да стигнам во Нови Сад, да го видам во живо и да му ја врачам поканата од град Скопје, каде што сум вработена, дека сакаме да ни гостува тука, но и од име на мојата организација, затоа што сакав луѓето едноставно во со лика и прилика да видат дека чудата се возможни кога се има во овој. Очекувањата за гостувањето на Вујчик се големи. Па иако напати можеби не обезхрабруваа дека Борис Трајковски е голем залак, но ние бевме уверени дека ќе го наполниме и сме на добар пат тоа да го сториме. Јас мислам дека дури ќе биде тесно, така, затоа што сите во последен момент сакаат и затоа да апелираме, значи, до сите навреме да си купат карти затоа што се прилично достапни. Искра има да додаде. За лицата со попреченост, значи, обезбедивме преку компаниите откупени бесплатни карти кои што можат да ги подигнат во град Скопје, да ме побараат мене. Значи, мислевме на сите. Поентата е луѓето да ја споделат целата таа енергија, зашто Ник се доживува само во живот. Тој плени со неговата енергија, со неговата желба за живот, неговата насмевка, харизма, едноставно, па дури и таа верба во Бога извира, нели, од него, и тоа е неповторливо чувство, тоа е нешто што не се прераскажува. Не беше лесно Ник Вујчик да дојде во Скопје, тоа го потврдува и самиот организатор. Беше, морам да признам, исклучително тешко да се донесе Ник во Македонија. Неколку пати имавме обиди, ама Ник е говорник што го бараат ширно светот на сите континенти и нас од неколку обида реално не успеа да сега во 2016 година го донесеме тука. Со оглед на неговото потекло од соседна Србија, единствено барање на Рајдер листата стои скара. Имаше една многу специфична побарување од негова страна, а тоа е да има скара за јадење. Значи тоа е задолжително на менито, инаку многу, како да кажам, многу easy going човек, многу без никакви посебни побарувања. Значи дури кажа, ако има соба во хотел ќе ќе биде сместен за лица со попреченост, во ред, ако нема во ред, значи се е во ред. Вика, ако е гладен може сендвич, значи искрено одушевен сум од неговата личност. Како и сите ние, како Искра, како сите тие што сме дел од оваа цела работа, уште повеќе не пленечи со секој сегмент на наша комуникација со него, само сме поише фасцинирани од Ник Вујчич. Организаторите велат дека заинтересираноста е голема, како на публиката, така и на медиумите. Но да подсетиме, овој настан има и хуманитарна цел. Сите собрани средства од продажбата на билетите ќе бидат употребени за опремување на прва сала за лица со попречености во Република Македонија. Билетите се веќе пуштени во продажба. Може и вие да си обезбедите своје столче на 16 април во спортскиот центар Борис Трајковски. Направете го тоа за себе, за нови победи во животот, со поголема мотивација и инспирација. Да, поканети сте сите на ова случување во сабота во Скопје или мотивациониот говор на Ник Вујчич. Се надевам дека уживавте во прилогот. Одиме сега понатаму. Вчера бевме на промоција на String Forces, а додека го финишираат нивниот нов албум, веќе промовираа нова песна и нов спот и најавија враќање на музичката сцена. Еве како поминавме и што имаа да кажат за сцена. Спонтано и неформално пред седмата сила автентичниот состав кој веќе постои повеќе од 20 на години, String Forces, по долга пауза со нова песна и спот ја актуализираат традиционалната урбана македонска музика со доза на модернистичко. Ние сме, песната која денес беше промовирана. Видеоприказната е всушност настап на String Forces во едно скопско кафуле. А оваа песна е само почеток на нешто ново. Направивме материјал за албум
со тоа што има мислам уште не се комплетирани сите работи, тоа реално и нема никогаш крај. Ама со овој сингл, значи ние сме испод, најавуваме дека ќе го пуштиме, ќе излезе значи албумот и се враќаме назад на сцена, значи да се активираме. Сега откако го направивме материјалот, ќе има сигурно уште некој сингл после тоа со спот и свирки. Тоа е тоа. Иако составот на групата има неколкумина постојани членови и неколкумина кои се менуваат, оваа група ја задржа нивната препознатливост во однос на стилот кој го негуваат. Се потрудивме тоа да остане така. Видете, всушност, значи, екипата на String Forces не е значително променета. Значи, Ацо е исто вратен на материјалов. Ова сега зборам, ако гледаме така, од 2001 од Изохронија, со исклучок на тоа што ни е Дамјан Темков нов член во бендот, значи останатото е практично истите луѓе и Аки нормално која ја менува Алфрида веќе неколку години, Алфрида е замината во Америка. И како год да погледнеш, значи неминовно беше дека ние во некој момент едноставно како личности, како емоции ќе заличи на она што String Forces се препознатливи и звучат како што ги знаете, како што веќе сте ги чуле. Имаат музичка архива за која жедна македонската публика, па и затоа најавија повеќе свирки. Значи, сега планот е дека ќе се свири, значи го направивме материјалот, беше, значи траеше околу година дена цела отприлика. Значи цело работење, значи креирање и снимање. Еве сега ги финиширавме тие работи, останаа некои ситни, нели, оние постпродукциски варијанти. И нема што друго освен да седнеме да свириме. Значи план ни е да почнеме низ Македонија, па ако се види окей, ако тргне, ако има фидбек и интерес, ќе продолжиме и понатака. Ние сме музичко освежување за нов почеток на String Forces. Очекувајте уште свежина со потпис на овој состав. Да, со нетрпение ќе го очекуваме новиот албум на String Forces, а со нетрпение очекуваме уште еден нов албум кој што треба да се промовира веќе следниот месец, а токму сега со Панчо ќе зборуваме за новиот спот кој што деновиве го снимаат во Скопје и на Маврово. Така ли, Панчо? Панчо е во Маврово, таму ги снима сцените, а деталите во продолжение од него. Еве сме у преубавото Маврово овде, снимаме со екипата на Горила. Ова е првата ствар, се вика Стојам сам од албумот кој ќе излезе на 9 мај, веќе е официјално закажана промоцијата во Воденица. Вие сте поканети нормално и приватно ги заслушнеме. Приказната многу, ја искрено да кажам и не ја разбирам. Тоа е заслуга на режисерот Горан од Горила. Јас знам дека има една девојка, нема да го откријам името, ќе си ја видите во спотот, само ќе кажам дека доаѓа од Неготино. Јас снимам овде у Маврово, Андре снима во Скопје, се снима 2 дена на одделени локации. Знам дека е главната тема, јас сум така по скромно ситуиран, Андре е богат, и двајцата имаме сопруги, но мечтаеме по една девојка која стално е, уствари имаме замислена девојка која би била идеална. Така да мислам дека ќе им се допадне спотот. Нормално монтажата е најбитен фактор. Снимаме во забрзана варијанта, ќе биде све slow motion и се надеваме дека ќе испадне како што треба и нашите фанови ќе бидат задоволни како што се задоволни до сега. И верувам што ми е многу битно, бидејќи е прва песна, дека Горила ќе даде максимум да испадне како што треба. Албумот ќе се вика Уште еден ден и иначе тоа да спомнам дека има 7 нови numeri, 5 се веќе чуени, 12 комплет, излага на 9 мај, го издава Горила. Текстовите се сите мои, музиката е заедничка моја и на Лазар Цветковски, аранжманите се строго негови, имаме само уште 2
гостувања од страна еден босански продуцент Дамир Јахич Чекич и Baby Dux, која веќе добре знаете таа номера, она е од Шутка. Фала, поздрав и до вас и до сите ваши гледачи. Се гледаме на промоција на 9 мај и се надевам ќе се видиме во живо во некоја наредна емисија. Поздрав, Ненад. Поздрав, Панчо. Ете ексклузива 9 мај го очекуваме новиот албум на ДНК, а кога ќе биде готов спотот, јас сум сигурен дека ексклузивно ќе го погледнеме во сцена. Што ексклузивно подготвуваме, тоа ќе го дочекате утре во 18:40. До тогаш имајте убав остаток од денот и бидете со телевизија Нова. Поздрав, Македонија.